Добро утро и од мене. Време е да ја заокружиме оваа недела со петочното издание. Пред се да го честитам празникот на сите оние кои што го слават и како велат на ваквите денови секогаш се посакува мир, здравие, љубов, се останато само ќе си дојде. Верувам дека денеска ќе имаме одлично друштво, односно не верувам, туку сум сигурен со оглед на тоа што веќе 30 години е во музичкиот етер, можам слободно да кажам, буквално израсната со музиката. Таа е една од нашите најдобри пејачки, би рекол фолк пејачки, иако пее буквално од сите жанрови, но во последно време малку стилот прилично е модернизиран и одлично исто и морам да признам. Мајка на 3 деца, жена лавица би рекол, жена која што им пркоси на сите чаршиски муабети. Многу работи има поминато досега и приватно и професионално, но секогаш е истата, со она насмевка, средена, спремна за пеење, за убав разговор и спремна да одговори буквално на се. Елена Велевска, со ми презиме, така никако би дошла. Добро утро, поздрав до сите кои што не гледаат, многу убава најава, благодарам за се. Ма јас стварно го мислам тоа. Знаеш дека не сум тип на водител и новинар кој што само ради да ќе ги каже работите, туку верува во она што ќе го каже. Така што стојам за ова што го споменав, ме интересира дали ти се пронајде во тоа. Да, точно ли апсолутно точно е дека прекоснам бидејќи од дете знаев дека ова е мојот сон и тоа сега го живеам мојот сон, ми е остварен и навистина знам да се носам со сите предизвици, падови, порази, бидејќи ние како јавни личности мора да се носиме со се. Не можеме да очекуваме само убаво дека ќе се пишува, но и на неубавото треба да знаеме како да прекосиме и да вратиме. Така си е. Имаше една многу добра и нова песна, Еј жено, која што е едно малку поразлично издание, но е најава за сите останати колку што те слушнав пред емисија што следуваат. Ќе ја испромовираме и не малку подоцна, ама за почеток да се размрдаме, бидејќи е петок, бидејќи е утро. Имаме една интересна игра која што ние си ја крстивме или. Ти кажувам две опции, ти бираш едно од тие две опции. Добро. Имаме 90 секунди вкупно и немаме награда на крај, тоа да ти кажам. Поентата е да се забавуваме, да дознаеме нешто повеќе за тебе и да видиме колку од сите овие прашања ќе одговориме во 90 секунди. Ајде. Ако евентуално ни фали, режија дали сме спремни, ние сме спремни. Само да го видам тајмерот. Еве го. Концерт во Македонија или концерт во странство? Во Македонија. Дует со македонски пејач или со балканска звезда? Со балканска звезда. Снимање во студио или настап во живо? Во студио. Кариера фокусирана на традиција или експериментирање со нов звук? Експериментирање со нов звук. Пеење на свадба што трае 10 часа или концерт со публика што воопшто не игра? Концерт. Добро е. Да заборавиш текст на сцена или да ти откаже микрофон? Ми откажал микрофон. Значи тоа. Дует со некој што не го сакаш или соло настап пред тешка публика? Соло настап пред тешка публика. Настап со високи подпетици или со патики? Со високи подпетици. Да читаш коментари на социјални мрежи или целосно да ги игнорираш? Да ги игнорирам. Песна што станала хит, ама не ти омилена, или песна што ја сакаш, ама не е популарна? Песна што ја сакам, ама не е популарна. Таблоидите да пишуваат за тебе или да има целосна медиумска тишина? Да пишуваат за мене. Да ти ја копираат песната или да те споредуваат со друга пејачка? Да ми ја копираат песната. Да откриеш приватен момент во интервју или секогаш да останеш мистериозна? Секогаш да останам мистериозна. Искреност по секоја цена или дипломатски одговори за да нема скандал? Дипломатски одговори за да нема скандал. Да одбиеш голем хонорар ако не ти се допаѓа настанот или да прифатиш поради кариера? Да одбијам бидејќи сум одбила многу голем. Браво, браво. Стварно беше многу добро. Да. Како ми ги одговараше, како да сум ти ги пратил претходни да ги знаеш? Па јас и не знаев што е играта, но обожавам предизвици и тоа со концертот. Многу концерти имам направено во диаспората, а она што ми е сериозен предизвик е она што долго го очекував и ќе се оствари, се надевам да е
ја кронисаме третата деценија од постоењето во музичката кариера следната година, откако ќе ги извадам овие модерни песни кои што ми се веќе подготвени во студиото на Дејан Момировски. Така. Сега ќе се навратиме малку на делот да одговорите на овие прашања, бидејќи мислам дека беа интересни. За копирањето на песната или споредувањето со друга пејачка, велиш да ми ја копираат песната. Да, ти се убаво случило ли да ти скопираат песна? Да, ми се случило. Всушност песната Куме заиграј нема кој не ја има испеано од групите, а многу ги почитувам оние кои што се јавија за да ме прашаат дали можат да ја пеат и да ја снимаат. И навистина одеше таа песна секаде низ свадбените прослави, што за мене навистина беше едно големо признание дека е хит и дека не морам само јас да ја пеам, туку нека ја пеат и идните генерации. Добро, ама сега ова дали го класифицираме како копирање, бидејќи знаеш копирање повеќе ми се однесува на моментот некој да си ја превземе мелодијата, едноставно да си направи нова песна. Па добро, јас имам преземено неколку песни, но за мој немам некоја така да побарал некој права за да му дадам. Инаку зошто да не е песната која што ми е најнова, Еј жено, ми предложи менаџерот кој што не е од тука да се отпее и на други јазици и тоа би било убаво прифатливо, убаво како идеја. Посеќаме се, ова ќе биде една добра химна за сите жени, така некако ме асоцира. За дилемата дали да откриеш приватен момент во интервју или секогаш да останеш мистериозна, избора мистериозна. Мислиш ли дека ти е мистериозна кариерата и животот, со оглед на тоа дека не си лик кој што ги крие работите што се случуваат? Нема ништо мистериозно останато во мојата кариера, бидејќи многу одамна се пишуваа некои невистини на кои што многу би било криво како дете да слушам такви невистини и скандали, но подоцна кога созреваш и кога навлегуваш во овие музички води, навистина треба да знаеш да пливаш. И викам, навистина треба само да одмилуваш како да се снаоѓаш едноставно, а за жена тоа треба многу да си итра и многу мудро да играш, бидејќи јас немам до мене менаџер тука во Македонија и многу ситуации биле тешки за одлука донесување и да се справиш со сите тие ситуации. Ако немаш одреден круг на луѓе со кои што би се посоветувала јас, треба да знам сама како да одиграм, бидејќи јас сум човек кој што сама одбрала да биде во оваа сфера и која што поддршката секоја што ми ја имала од моите родители уште како дете, а сега гледам дека таа поддршка имам од моите деца најмногу и се чувствувам како цела војска да стои зад мене, бидејќи тие знаат колку е тешко ова што го работам, а колку јас уживам во сето тоа и голем предизвик е. Јас еве од моите деца очекувам дека талентот го носат, но не знам кој би имало таква храброст да се избори гледајќи колку е мама во сето тоа презафатена, бидејќи многу работи треба да трпат. Така. Да трпи и приватност, да трпи и времето посветено на семејството. Сегашен аспект криво ли ти е за одредени моменти што си ги отпуштила? Односно, за кои приватни моменти ти е криво што си ги спуштила поради тоа што си морала да... Секогаш сум гледала да избалансирам. Јас гледам дека на децата ништо не им пали. Тука сме да размислуваме како свесни родители и двајцата дека за потребите нивни и дека ништо не треба да им недостига во нивните животи, без разлика ние каква професија сме одбрали и колку е тоа тешко, но мене ме понесува фактот што нивното разбирање и трпение е толку големо што постојано сме во комуникација и се она што треба да се надополни сме тука, никој да не изостанува од потребите нивни и да не бидат засегнати, бидејќи не се тие виновни што ние сме одбрале ваква професија. Така си е. Најголемата ќерка ќе прави 18 години, тоа е цело едно полнолетство. Те дружили веќе како другарка на твоите настапи на патување или се уште е дете и се уште остануваат дома? Не, ме дружеше неодамна, имав еден настап во Струга и дојде со другарки, тоа беше за прв пат да настапам, вика,
леле мамо колку убава забава направи, вика сите другарки беа воодушевени, вика од изборот на песните кои што го пееш од репертоарот и веднаш да ми кажеш кога имаш овде во околина да настапуваш повторно да дојдиме. А мојот син нема дојдено и сега го повикува бидејќи следната недела треба да настапувам во Кадмо ресторан на 28 во Охрид. И викам, ти сине немаш дојдено на мој настап. Вика, мамо ќе се собериме сега кога гостуваш тука во Охрид ќе дојдеме. Барем кога си ни тука близко. Многу е зафатен тој со фудбалот и малку му останува слободно време. А тој ќе иде во спортот. Да, во да. спортот. А има ли мама па време да го следи на спортскиот терен? Секогаш кога имам не го оставам така и вика Марко вика мамо твоите совети ми се најдобре дојдени иако можеби многу не се разбираш од фудбал, јас признавам дека многу не се разбирам, но она што го гледам од страната, од другата страна која што не можеш да го видиш во теренот, секогаш е добре дојдено како совет. Еднаш се случи во Прилеп да играат, Прилеп против Охрид, а Марко игра за Охрид и последна минута му викам Марко мораш да дадеш гол, ти си најдобар во тоа. Само му дадов прекрасен совет и последна минута даде, заврши резултатот 3-2 и кога почнав јас да се радувам зашто Охрид победи, викат ти за кого навијаш, за Прилеп или за Охрид? За син ми. За син ми, така е, кај синот таму се јас. Епа браво, тоа е она искуство кој што ти си го поминала нели години нанасот од другата страна без разлика што не си била во спортот, меѓутоа музиката мислам дека тоа како една спортска дисциплина. Многу е интересно што и Марко е доста музикален и обожава да си пее така некој модерен R&B стил. Си ги прати сите најнови трендови и викам ти да си бидеш и успешен фудбалер и успешен пејач, таква комбинација нема до сега, така да бидеш прво нештото. Тоа би било стварно добро. Па и еден дует може да направите. Да отворите некој фудбалски надпревар. И од тоние прашања кои што ти ги поставив, ме заинтересирано со одбивањето на хонорар. Да, се случило во Австралија кога требаше да одам последен пат. Менаџерот не сакаше да ме рекламира со цел сум била доволно популарна и дека сака групата која што ја носи да биде доволно isforsirana, но викам тоа го нема никаде. Групата да биде, а ти не? Да. И викам тогаш не гледам јас потреба зашто би идела таму да се осетам како исфрлена од програмата. И вика и мислеше дека по секоја цена јас ќе прифатам дека Австралија е во прашање, дека ќе прифатам без реклама и без исто такво дискриминирање од постерот, бидејќи ми се јавија луѓе, вика тебе те нема на рекламата и на постерот. А заедничка турнеја со Да, а заедничка турнеја. И викам тогаш не гледам јас причина зашто би одела. Ако некој не сака да ме рекламира, тоа е апсурд и контрадикторно на цела популарност која што си ја имам изградено низ годините и некои луѓе мислат дека стварно можат некого да купат со парите, но мене парите од дете уште кога сум се изборила во ете како по потекло од едно сиромашно семејство и како дете сум се изборила да станам едно дете кое што ќе ги спаси сите од таа сиромаштија. За мене навистина не се никош проблем парите, бидејќи парите одат и идат во животот, но не се мерило дека некој може да те купи со пари, да те потценува, да те уценува. Така да никогаш не сум сакала да имам такви непријатни ситуации, ако не ја разбрал менаџерот мојата големина, да не подлегнувам на секакви понуди. Ти се наоди после тоа? Апсолутно. Ти понуди поголем хонорар можеби за да дојдеш? Апсолутно, но не постоеше после за тоа оправдание, зашто правила се правила. Така си. Да. Така си, тоа е став. Став, од секогаш думала тоа е став или од секогаш? Да, од секогаш. Порано сум била многу помека, но сега кога гледам каде се треба да се оди на концерти и на турнеја, навистина ги разгледувам условите и ако не е во можност условите менаџерот да ги исполни, тогаш не гледам условите, не секој знае колку пребирливи, но тоа што го барам сакам да ми е исполнето и да се чувствувам како вистинска звезда и добре дојде на таму каде што одам, бидејќи публиката навистина ме очекува и треба да се има одредени критериуми. Тоа значи дека не сите менаџери кои што ги координираат вашите турнеи во Австралија се целосно посветени на пејачите, туку веројатно гледаат низ призма на пари. Да, но некои гледаат само да те имаат како да потполни некоја си празнина на тој концерт и потоа да те исврли како него што му одговара по правилата. Но јас не играм по такви правила, бидејќи или сме тимски да победиме таму поидени, сите тим да играме, или никој не одиме, не знам, според мене такви се правилата.
мене ми се случило и еднаш да моите колеги да тргнат, а јас да не одам. Јас никогаш да организирам такво нешто не би направила, но ете секој си има правила на работа. Ако јас договарам турнеја, многу поинаку гледам да сум грижлива и сите кои што идат со мене на таа турнеја, сите одиме заедно. Ако нешто не достига од страната на организацијата, никој нема да одиме. Ти си тимски играч. Да. Да. Еве поврзаноста и со спортскиот терен. Да, да. Таму тимот и екипата победува. Еј жено е песната која што денес ќе ја промовираме официјално, едно одлично видео издание. Ти си целосна и комплетна како што и секогаш знаеш да се појавиш. Ова е некоја нава за еден малку по нов, не толку фолк правец на Елена Авелевска? Нема ништо фолк во оваа песна. Или апсолутно нема ништо фолк? Нема ништо фолк и тоа ме фасцинира кога ми ја даде Љупче Василев. Јас гледав малку да скршнам од фолкот, бидејќи малку абстинирав од таа модерна музика која што многу ја очекуваа мојата помлада популација и само чекав добар адут во рака, а кога се такви модерни песни во прашање, секогаш ми е најдобар избор Љупче Василев, бидејќи тој е текстописец кој што ме познава од 2000-та година кога живеев и работев во Струмица и ми ги направи најубавите песни во тоа време, како што се Наркотикум мој, Невина, Луда и перверзен, Сладок отробе мој, штом те видам телово ми гори. Браво. Да. Леле, и сега одиме на тој бум што се направи тогаш помеѓу народњаците, навистина некако му ги измеша математиките на народњаците, бидејќи до тогаш имавме класично само народна фолк музика. А она што ние го измешавме е како некој нов саунд, нов звук, кој што продре во етерот со примеси на поп. Уште додека не беше тоа кај нас е уште популарно. Да, точно. И многу работи некако создадовме како новитети и успеа тоа кога некој прв ќе го скрши мразот. Тоа е тоа. Баш, не знам дека си живеела во Струмица. Да, живеев 7 години. Секаде имам стаж. Еј гиди Боже. Еј гиди, научи ли струмички? Научив, но не го применував, зашто мојот струмички ми беше многу смешен со дијалектот и ми се смеа колегите. Прилепско со струмички. Подобро да не зборуваш ти. А чекај, што тоа не се на кај Струмица? Па ме бараа од таму бидејќи се работеше од понеделник до недела и јас таму се борев понеделник само да ми е слободен ден. Со настапи? Да, со настапи. Секој ден имаше настап? Секој ден. Па тоа беше време кога Бог шеташе по земја. Навистина, струмичани беа најмузикален народ, да, и мене местото ми беше таму. Сега местото ми е тука во Скопје и да ги направам овие 3 до 4 композиции кои што ми се за оваа година, сите се со модерен звук и многу се убави и се радувам и со нетрпение очекувам да ги извадам овие песни, а потоа ќе го крунисам сето тоа со солистички концерти низ цела Македонија. Браво, браво за ова. Еј жено, ќе биде ли химна за сите борбени жени, за сите оние кои што... Дај Боже, јас многу сум воодушевена од целиот проект кој што го постигнавме и што го работевме. Јас, Дејан Момировски и Љупче Василев знаевме дека ова е полн погодок, а кога е во прашање по нежниот пол, секогаш сум гледала да им направам изненадување и да бидат почестени со нешто вакво. Тоа беше за Меѓународниот ден на жената 8 март, беше подарок за сите жени и нека уживаат како во песната, така и во животот, да не се секираат за ништо, бидејќи животот е многу краток и ние сами сме креатори на животот и треба да гледаме ние да си го направиме убав и среќен, а среќата секој си ја дефинира онака како што сака и како што тој размислува што е среќа за него. Пример, за мене е среќа да пеам, и да си го стварам ова што сум денес и јас без музиката не би можела да живеам. Значи, тоа некој ако ми го запре, тоа би било најголема казна за мене. Така. Си пеела ли и кога си била најтажна приватно? Тогаш сум ги изведувала сум ги вадела од мене најдлабоко што лежат баладите, бидејќи и баладите ми се навистина кога е во прашање интерпретацијата на песните, баладите од секогаш ми биле најголем и најтежок предизвик и сум гледала да ги испеам со една таква емоција
и такво внесување во композицијата во студио кога сум, што секогаш завршувало со плачење и со солзи. Значи до толку длабоки емоции се будат додека интерпретирам, што Дејан знае да ми каже зошто сега застана во пеењето. Викам, сега готово, не можам повеќе да пеам, сега се расплакав. Значи, кога ќе се внесам во тоа, се исклучувам од овој реален свет. Се внесувам само во песната и сум длабоко во една темнина, во една тишина и само гледам пред микрофон да го извадам сето она што е внатре во мене, а се нарекува музика. Тебе, значи, музиката и тоа како ти била терапија буквално во сите животни предизвици до сега. Да, и тоа е што она што најмногу ме држи во живот и што ме прави среќна. Ти благодарам многу за денешно гостување. Со тебе мислам дека и 6 емисии ќе ни бидат малце. Но ќе се видиме повторно сигурно да зборуваме за сите останати новитети и да се гледаме за убави работи. Благодарам за поканата, поздрав до сите кои што не гледаат и еве честитки за денешниот празник на сите од исламската вероисповед, нека им е честит Рамазан Бајрам. Така си, ти благодарам за гостувањето, се гледаме во следна прилика. За крај одиме со официјална промоција на Еј жено, најновото видео и песна на Елена Велевска. Имајте убав викенд, одморете се и се гледаме од понеделник. Чао, чао.